Добро утро и од мене, почитувани гледачи. Ова е вториот дел од утринската програма, како што знаете и самите, доколку не следите. Имаме интересни гости и ова утро. Останете и во наредниот еден час да се дружите со нас, со едни навистина интересни млади луѓе, но и некој кој што ги усмерува понатаму. Првин да погледнеме краток прилог за да ве воведеме во она што со нив денеска ќе разговараме, па се враќаме назад во студиото. Учениците од гимназијата Гоце Делчев за прв пат учествувале на драмскиот аматерски фестивал во Кочани, каде освоиле неколку награди. На фестивалот се представиле со две представи Радован трети, Недоразбирање во Демол, која од вкупно 38 пријавени изберена во најдобрите 10. Менторката Сонја Тодоровска вели дека нив им припаднала и честа да го отворат фестивалот на 25 мај. Ние во гимназијата Гоце Делчев, нашите ученици неколку години наназад правиме успешни театарски представи за кои што се запознаени нели сите граѓани на Куманово и со задоволство доаѓаат да ги гледаат. Оваа година решивме да учествуваме затоа што го запазивме рокот нели на подготовките. На представата требаше да се испрати CD до 30 април. Ние тоа успеавме нели да го направиме и така влеговме во конкуренција за представата. Режисерот на представата Недоразбирање во Демол Давид Јовановиќ раскажува дека се работи за представа мюзикл, а секој од ликовите има заднинска приказна преплетена во минатото и иднината. Од првин требаше да биде текст за училиштето и за гимназијата, па потоа одлучивме затоа што повеќето од случките се инспирирани од училиштето, меѓутоа да не биде ептен директно и препознатлив, одлучивме да ги смениме за да биде нешто на факултет да повеќе. Наградата за најдобра женска улога и припаднала на Сара Илиќ, која вели дека по втор пат учествува на училишна представа и не очекувала дека ќе добие награда. Отворивме фестивалот во Кочани и потоа не повика после 5 дена да ни каже дека сме добиле награди. Јас и режисерот за најдобар текст и најдобра режија и главна женска улога. И оваа награда за мене представува голема чест и многу сум горда што сум ја освоила. Исто така и моите родители ги направив горди. Од гимназијата вела дека се задоволни од постигнатото, а за понатаму се надеваа дека ќе продолжат со истото темпо и освојување на уште многу други награди. Еве не назад, како што можеби и сами може да предпоставите од прилогот со кого на оваа тема ќе разговараме денеска. Најпрвен добро утро за менторот и професорката Сонја Тодоровска. Тука со нас во студиото и можеби оние кои што се најзаслужени за оваа представа. Сара Илиќ, добро утро и за тебе. Добро утро. И Давид Јовановиќ. Добро утро. Како сте? За вас не е проблем, вие сте навикнати да станувате рано. Еве погледнавме од прилогот драмскиот аматерски фестивал веќе зад вас, да ни кажете нешто повеќе од тоа како си поминавте за впечатоците таму, за организацијата од домаќинот. Така, прв пат учествуваме на драмски аматерски фестивал во Кочани, иако нели претходните години со нашите претходни представи се подготвувавме, меѓутоа никако да стигнеме. Еве оваа година прв пат учествуваме и навистина мощне успешно, добивме и награди и организацијата е одлична, се дружевме, нели се запознавме таму со значајни имиња од драмската уметност, ни припадна честа да го отвориме фестивалот. По 5 дена не известија со телефонско јавување дека имаме и награди, тоа беше навистина едно големо уживање, нели, едно големо задоволство од наша страна. Така сепак тоа е онака се исплатеше трудот и за сето она што го подготвувавте со тоа што знаете дека и добивте и награда. Така, ние не се подготвувавме за награда и никогаш не одиме со таква цел, нели, представите ги правиме од задоволство. Учениците во нашето училиште да покажат дека освен што се одлични ученици, тие се и талентирани за многу други работи, да го покажат талентот кон глумата, музиката, танцот, нели сето тоа да го споиме и да се представиме пред кумановската публика. Меѓутоа, нели, сега сме уште погорди затоа што нели тоа и вреди што го работиме, нели, и добивме награди.
Так, како вие си поминавте таму, еве Сара, ти беше на сцената, Давид го пишуваше текстот и се потпиша и во режијата, кои се вашите впечатоци од таму? Па тоа беше едно прекрасно и незаборавно искуство кое што се случи таму и многу ни е мило што бевме повикани да учествуваме на еден таков фестивал. И многу ни е мило и огромна чест е што освоивме некоја награда таму. Так, какво искуство беше за тебе, Давид? Па супер искуство затоа што искрено не одевме со таа цел да одиме по фестивали со награди, работевме затоа што сакавме да работиме. А тоа што отидовме во Кочани, мислам дека представува еден вид на награда за трудот, затоа што не ги гледаме наградите како лично, туку како колективен труд што ги освоивме сите заедно. Така, тоа е сепак убава награда за целото училиште. Како се подготвувавте, како течеа подготовките, кој се зеде учество, колку време ви беше потребно за да го смислите да сето тоа еве за тебе како режисер и вие како ментор? Така, оваа представа се реализираше во рамките на проектните активности, литературни клубови и драмски секции. Во неа членуваат ученици од 1 до 4 година, нели, и е застапена со 36 часа на годишно ниво. Уште во септември, кога се оформија, оваа учебна година имав 3 групи од проектните активности. Кога ги оформивме групите, уште на првите средби, нели, ние правиме селекција, односно ги усмерувам учениците за она за што имаат афинитети. Едната група беше подготвена за правење на театарски представи, втората група е за излегување, задолжена за излегување на училишниот весник Спореден влез, кој што можете да го видите на веб страната на нашето училиште, и третата група ја ангажирав околу подготовките на сите свечености во училиштето, како што беа, нели, одбележување на роденденот на Гоце, одбележување на 8 март, денот на жената, со литературни читања, со своји творби, со читање на поезија од познати наши домашни и странски автори. Потоа направивме прекрасна приредба по повод 70 години од успешна работа на нашето училиште. И третата група, нели, драмските уметници, актерите, за која што секогаш има најмногу интерес. Давид дојде на првиот час, така убаво ме ислуша, ги ислуша моите инструкции, што како треба да се работи, и следниот час дојде со готова идеја: професорке, јас сакам да бидам режисер. Го прашав дали досега има работено такво нешто, тој рече не, иако е, нели, тој природно математичка насока и е одличен ученик. И јас секогаш им давам можност на моите ученици, не ги ограничувам, така да го покажат тоа што го нека го покажат, нека се обиде и нека направи она што знае. Така да Давид си почна, си формираше своја група, секако постојано бевме во контакт и му давав инструкции и упатства, се консултираше за се со мене, си избра своја група и почна да работи. Дури и текстот го напиша, нели, што беше едно огромно задоволство и зашто е меѓу друго и наградата во Кочани. Така, кога сме веќе, ајде Давид, кај текстот и суштината за карактерот повеќе, од каде идејата и инспирацијата за да напишеш? Па, инспирацијата најверојатно потекнува од секојдневието што го имаме, затоа што не представува инспирација од една или две случки или случки што ми се имаат случајно само мене, туку некој вид на колекција што се има случувано тука во гимназијата, дали се случки на пријатели некои мои кои што ми имаат раскажувано, и всушност први не беше замислено да биде мюзикал и беше на еден тип, на еден вид само обична комедија, меѓутоа потоа бидејќи професорката ни рече гимназијата нема правено досега мюзикли, решивме да го споиме. Искрено не очекував дека ќе најде толку голем број на ученици што знаат и да глумат и да играат и да пеат. Меѓутоа беше доста интересно и кога видов со каков капацитет располагаме, одлучивме малку да го прошириме тоа, да дававме уште песни, малку потешки кореографии, за да го качиме сето тоа на малку повисоко ниво. Така. Интересен наслов, недоразбирање во демол. Од каде идејата за ваков наслов? Па најверојатно затоа што целата представа всушност расправа за едно недоразбирање, а во демол затоа што сакав публиката да знае дека музиката ти игра доста голем дел во тоа што ќе се случи во представата, и од тука испадна и насловот.
Ајде, да споменеме околу ликовите, колку луѓе учествува, колку актери, еве ако можеме да кажеме, беа... Актери беа застапени 16 ученика, со тоа што освен актери имав 20 или 30 ученики кои беа застапени во техничката подршка, затоа што работевме сами, дали светло, дали музиката, костимите, шминката, сето тоа работеа учениците од гимназија, така да броевме, тимот броеше околу 20 ученика. Може ли да еве конкретно за некои од поважните ликови да кажеме збор два повеќе за да... Па еден од, според мене, од најинтересните ликови што го имам напишано е професорката Тања, затоа што на некој начин тоа беше инспирирано од вистинска професорка која мене ми лично има предавано 4 години во гимназијата и доста ми беше мило што откако заврши представата самата професорка се пронајде во улогата и мислам први бевме дали ќе се пронајде, не знаевме како ќе реагира, но беше доста позитивно искуство. Таа се рече дека е многу горда и тој лик е доста искарикиран. Всушност, меѓутоа, инспирацијата лежи во таа професорка, дали со движењата, дали одредени гестикулации, зборови кои ги содржи и слично. Кои ги употребува. Так, кога сме веќе кај ликовите, Сара ја понесе титулата најдобра женска улога со оглед на фактот дека ова е твое второ учество, како што и самата кажа во театарски представи. Какво беше искуството? Те направи ли еве горда сама на себе што доби ваква улога? Ме направи многу горда секако и навистина не очекував дека ќе освојам некоја таква награда, бидејќи не знам, мене ликот лично многу ми се допадна, но не мислев дека тогаш добро се представивме за да би можела да освоим некоја награда, но сепак многу ми е мило што освоив. Несомнено дека имаш од кого да учиш, колку лично еве тебе ти е драга оваа награда, но какви беа реакциите од првино твоето семејство, твоите родители? Тие беа премногу горди на мене. Нивната реакција беше нешто што ќе опаметам до крајот на животот, бидејќи беа премногу и среќни за мене. И не знам, не би можела да го заменам тоа чувство со ништо друго на светот. Така, задоволни се што ќе и Сара, нели, може да тргне по нивните стапки, да биде уште поуспешен актер од нив, нели? Во представата беше вклучен и нејзиниот брат Давид Илич, кој што исто така има една прекрасна улога. Јас, нели, сакам да ги поздравам сите членови на што учествуваа во театарската група и нели да им посакам убаво, топло лето, да се одмора добро и нели да кажеме дека нели ќе учествуваме на Драмскиот аматерски фестивал во Требиње, Република Српска. Целата група ќе патува и се надеваме нели дека ќе се вратиме оттаму со уште награди. Так, вие како ментор сигурно се гордеете затоа што ова е сепак успех лично за вас и за гимназијата Гоце Делчев, што работите со вакви талентирани млади луѓе. Како е да се работи со нив, да се координира, да се насочуваат тие? Навистина прекрасно. Ова се млади луѓе кои што знаат нели што сакаат, талентирани се, добро воспитани луѓе со кои што можам јас да разговарам нели на исто ниво, да се договараме, да пред се многу одговорни, значи знаат да работат и во мое отсуство знаеме да се исконтактираме, знаеме да се договараме и она што ќе е договорено нели го исполнуваат. Секојаш се исполнителни, доаѓаат редовно на пробите, ги слушаат моите упатства, секогаш се одговорни кон инвентарот, онаму каде што нели вежбаме, секогаш се точни и на пробите и онаму каде што треба да стигнеме на вистина, значи имам едни прекрасни ученици, тоа е моето најголемо задоволство. Јас во оваа прилика би сакала да ги поздравам и сите мои ученици од претходните представи со кои што на вистина имам прекрасно искуство. Секој од представите има посебно место во моето срце и на вистина сум горда на сите мои досегашни представи и на сите мои ученици. Така,
Освен тоа што учествувавте и имавте чест да го отворите овој фестивал, се броите меѓу првите 10 од вкупно 38 представи. Каква беше конкуренцијата? Вие бевте таму и како режисери, како актери, каква конкуренција имаше на самиот фестивал? Па на фестивалот имаше драмски аматерски групи од целата земја и надвор од неа. И навистина имаше силна конкуренција. Ние додека учествувавме, дури не бевме свесни за што се работи. Рековме, ке одиме, се договоривме, нели, со Давид и со групата, дека одиме да видиме што се случува таму и до каде сме ние со нашите подготовки, иако, нели, ние не се подготвувавме во надпреварувачки дух. Туку сето ова го правиме од задоволство и од љубов, задоволство, нели, и само да го покажеме нашиот талент, дека освен учење, овие ученици знаат да направат и многу други работи. И навистина, кога отидовме онака опуштено, лежерно ја изигравме представата и си заминавме, не ни помисливме дека ќе добиеме награда, затоа што таму веќе има подолга традиција. Ова е 51-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Значи има групи кои што редовно одат секоја година, има групи што работат постојано, значи драмски студија што се нели специјализирани за таква намена и тие само подготвуваат представи, дури целно и намерно се подготвуваат за учество на овој фестивал. Ние отидовме многу опуштено, да речам, меѓутоа еве многу сме задоволни и ветуваме дека наредната година уште посериозно ќе пристапиме кон оваа наша љубов кон драмската уметност, се надевам, нели, на уште успеси. Така, Давид, еве ти беше исто така, меѓутоа не беше на сцената како што беше Сара и другите. Какво е да се, еве, ти режисер, можеш да видиш кој доколку и како може, каква беше конкуренцијата? Па, конкуренцијата искрено од први не знаевме во што влегувавме, затоа што бевме први настапувавме, немавме можност да видиме никој пред нас. Да погледнете што друго. Што ќе се случи и бевме доста опуштени, воопшто не се отидовме за да се забавуваме. Меѓутоа, дури од први откако се вративме и следев на страницата кои представи поминува, гледав дека се играат доста сериозни текстови, како што е текстови од Горан Стефановски и слично. Така да ми беше доста први чудно поради што бевме ние изберени како група да учествуваме на таков фестивал, кога ние бевме од 10, мислам дека бевме ние уште една представа која има свој оригинален текст. Другите учествуваа со доста сериозни и силни текстови. Така да дури потоа се свативме во каква конкуренција сме и дури тогаш не се надевавме на награда, меѓутоа сепак освоивме. Така. Сара, имаш ли трема ти со оглед на тоа дека еве втор пат настапуваш во представи? Имав огромна трема. Многу голема паника ме фаќаше пред премиерата баш. Мислам дека на репризата веќе сите се опуштивме, но за премиерата беше навистина напнато. Какво е чувството кога ќе застанеш на сцена и кога еден широк аудиториум стои пред вас? Тогаш заборавиш се, но пред да стапиш само чиста паника. Така се случува ли можеби и текстот да се заборави токму од таа трема? Се случува, но на нас среќа па на премиерата не ни се случи. Така, тоа е сепак за пофалба што сепак сте вие аматери кои што и може такво нешто да се случи. Еве, например, што во таква ситуација може да се направи кога ќе се заборави текстот? Импровизација. Имаше случаи, да, мислам дали на репризата беше или во Кочани, каде што сцената беше имаше доста слични реплики и се исполнеше редоследот, ама воопшто не се чувствуваше. Јас први не видов дека има грешка, затоа што ти изреагира професионално на сцената и не се почувствува таа грешка. Така, сепак тоа е некоја комедија која што сепак и не може многу да се забели, доволно е само некоја насмевка повеќе и се да биде во ред. Добивте и награди на овој фестивал. За какви награди станува збор? Тоа се сепак некои пофалници, признанија, дипломи за вашето учество. Така, Давид доби за најдобар текст и режија, затоа што тој, јас реков, тој го има и напишано текстот. Сара доби за најдобра женска улога
И на вистина, нели, ни е мило за тоа. Околу претходното прашање, само да ги пофалам сакам, затоа што театарската уметност е колективна уметност. Тие во текот на подготовките толку многу се здружуваат и функционираат како едно семејство, да речем, и секојаш си помагаат едни на други. Тие за сцената функционираат безпрекорно. Значи секој на секого кажува кога треба да излезе на сцена, помага во дадена ситуација. Ако се случи, а се случува, актерството се случува сега, овде, во овој момент, нели, нема сечење како во филмската уметност. Тие си помагаат, влетува друг, му помага на претходникот и тоа публиката не го забележува. На тоа сум многу горда, нели, затоа што навистина знаат да се најдат во дадена ситуација. Кога отидовме прв пат во Кочани, нели, прв пат ја гледаме и сцената, и просторот на кој што требаше да играме, ги нема нашите реквизити што ги употребувавме овде. Значи, кога отидовме, јас малку бев скептик, како ќе излезе сето тоа, како ќе се снајдат тие. Меѓутоа, сите заеднички наместивме онака како што нам ни требаше, пробавме, ги адаптиравме сцените на просторот и условите што се таму и навистина излезе една прекрасна представа. Затоа многу сум задоволна, нели, многу сум горда на овие луѓе што се до мене. Така, еве, што се конкретно ви, дали не идовте на потешкоти еве при изработка на конкретни сцени или реквизити кои што ви се потребни за да ја реализирате самата представа? Не, нашата сценографија е многу едноставна. Меѓутоа и она што го најдовме, го адаптиравме за нашите потреби, многу добро го прифатија, се вклучија во она што го имаше на сцена и навистина супер изигра без никаков проблем. Што еве кога се во прашање оној дел за облекување и за костими, дали можеби еве доколку ни се подготвени да погледнеме, имавме едно видео за тоа како се одвиваше представата, ви беа ли потребни еве некоја посебна облека за да го тоа прикажете баш како што треба? Па од првин, затоа што прв пат работев се. И режија, и сценографија, костимографија, ја работевме колективно. Дел давав предлози јас, дел даваа самите актери, затоа што ликовите не беа толку далечни, тие ги правеа ликовите да личат на самите себе, па затоа многу лесно беше да се воспостави стилот на облекување. Единствено што имавме проблем е за Давид требаше да најдеме фустан, затоа што имавме преsobлекување на сцената, тоа ни беше малку проблем. Меѓутоа имавме среќа затоа што во театарот имаше штикли кои беа работени за машки актер и тоа ни се најде доста добро. Така да околу костимографијата мислам дека беше повеќе индивидуална отколку што беше наметната и по тек, затоа што самите одлучуваа што како ќе носат. Така. Сепак облеката можеби најдобро го прикажува, освен глумењето, автентичноста на самиот лик. Така, разговорот убаво ни тргна, но можеби добро ќе ни дојде да се одмориме со малку музика, па се враќаме назад во студиото. Еве сме назад во студиото, доколку сега ни се придружувате, ова е вториот дел од утринската програма, резервиран за тема на денот и разговор со моите денешни гости. Доколку сега ни се вклучувате, ова се навистина интересни млади луѓе кои што сепак има со што многу да се пофалат, а некој успешно ги води. Вие како ментор се разбира досега реализиравте голем број на представи кои што беа пречекани, особено во Куманово и надвор, со голем број на овации и позитивни коментари. Вашата драмска секција е исклучително активна и развиена. Така, во рамките на проектните активности, литературни клубови и драмски секции, значи во нашето училиште секој ученик секоја година треба да избере по 2 проектни активности. Во мојата проектна активност, нели, може да учествуваат ученици од 1 до 4 година и да учат, нели, од поголемите, затоа секоја година, нели, се ротира. Тоа се ученици од Сара е 3-та, а Давид е 4-та година. Полека ги вклучувам учениците од 1-ва и 2-ра година и тие можат да учат од своите, нели, постари другари. Навистина од нашето училиште излегуваат
успешни представи секоја година и јас навистина сум горда, а и учениците. Дури нели учениците од другите училишта некако како да ни завидуваат, нели, затоа што тоа не се случува во нивните училишта. Дури имаме прашања дали може да бидат вклучени во нашите представи. Секако дека не, овие места се резервирани за нашите ученици. Секоја година имаме многу заинтересирани и нели имаме мака со моите режисери како да ги селектираме кој да биде вклучен и водиме сметка нели оние што се од подгорните класови да бидат вклучени, а помалите нели да учествуваат во што се вели оној организацијски дел за да можат да научат и следната година нели тие да бидат вклучени. Така да се вклучат. Имавте и премиера на ова представа Недоразбирање во Демол. Како поминавте? Какви беа коментарите по завршувањето на представата? Така, прекрасно. Беа распродадени картите и за премиера, и за реприза 20 и 21 мај беше, април се извинувам, нели, премиерата и репризата беа распродадени сите карти, добивме прекрасни коментари. Премиерата и репризата се случија во Театар Куманово. Јас оваа прилика сакам да ги поздравам нели вработените во Театар Куманово затоа што ни помагаат околу организацијскиот дел, односно секогаш ни се на располагање и просториите и реквизитите што треба да ги земеме и секако нели Кети Дончевска Илиќ која што е тука за стручни совети или оние финални завршни работи околу представата. Така еве, кога веќе ја споменавме, тоа е мајката на Сара, колку тебе ти значат позитивните или негативните критики и насоки кои ти ги даваат твоите родители? Па сега во овој период, во аматерскиот период, ми значат многу. И ме насочуваат тие премногу моите родители, но сепак јас не планирам понатаму да бидам актерка, така да нема што понатаму да ме насочуваат. Така, зашто можеби еве ќе се одлучи Сара кога веќе ќе го заврши 4-годишното образование? Не знам, уште не сум одлучила. Зошто еве можеби не сакаш да поминеш кон стапките на твоите родители или можеби тоа ова е само како хоби со кое би сакала можеби да се занимаваш? Не, мислам дека сепак ќе остане само на хоби, а и доста е само едно дете да оди на стапките на родителите. Така велат мама и тато, ама ќе видиме. Сите не изненади Сара кога застана на сцена и кога го пушти гласот и нели сите оние движења, навистина сите бевме позитивно изненадени од актерството на Сара и не знам, иако нели е таа со таков став, ќе видиме до година ќе правиме здравие уште една представа, па ќе видиме каде ќе оди Сара. Можеби до тогаш Сара ќе се предомисли. Ќе го смени мислењето. Како помине, колку си задоволен ти од она што имаше кумановската јавност да го види публиката, какви беа коментарите по премиерата и репризата? Искрено, најголем проблем беше што кумановската публика според мене мислам дека е навикната на одреден тип на представи и комедии. Ова беше малку понастрано и мислам дека досега една од поразличните представи и затоа први имавме одредена публика која не следеше уште од почетокот од проявите, меѓутоа се уште постоеше притисокот дали ќе им се допадне на тие што доаѓаат првпат да ја гледаат и слично, што мислам дека повеќето беа доста позитивни коментари. Имаше и критики секако, меѓутоа сепак тоа беа работи кои не беа толку во наша рака, а и да беа, мислам дека требаше доста малку работа за да се средат, така да доста сум задоволен од тоа како помине и премиерата и репризата. Така, еве можеби овој летен период ќе биде малку време како што и заслужувате след летниот распуст да се подготвите за она можеби што ќе го подготвувате веќе од септември. Помина драмскиот аматерски фестивал, имаше можности кумановската публика да ве види. Каде ќе настапувате, се подготвувате ли за нешто ново, ќе одите надвор од Куманови од Македонија? Така, со учеството на драмскиот аматерски фестивал во Кочани ни се отворија нели вратите и видиците да одиме и надвор од државата, затоа што таму имаше учесници и од надвор. И ние се пријавивме и конкуриравме на драмскиот аматерски фестивал во Требиње, Република Српска. Фестивалот се одржува некаде од 25 до 30 јули
се надеваме дека ќе бидеме поканети и дека ќе имаме чест да учествуваме и таму, да видиме како. Исто така тоа е драмски аматерски фестивал, меѓутоа со пошироки рамки, нели. Драмски аматерски друштва од Србија, од Република Српска, од, да речеме, од целиот Балкан. Така, имате ли сознание, информација колку се ќе бидат екипи, односно пријавени училишта и аматерски студии? Сега за сега немаме, затоа што е во тек, нели, пријавувањето. Меѓутоа, очекуваме, се надеваме дека ќе биде тоа поголема група. Так. Затоа што, како што имаме информации, тоа е уште поголем драмски аматерски фестивал од нашиот во Кочани. Така, каква е соработката, еви, имате сега барем со тоа што се занимавате како аматерски, каква е соработката, еве, со бевте во Кочани, веќе одите надвор со другите, да кажам, вакви драмски аматерски студија? Во Куманово немаме ние такво друго драмско студио, нели, соработуваме со актерите од Кумановскиот театар, нели, и се учиме на сопствените искуства, сопствените грешки, сопствените успеси. Јас имам CD-а од сите досегашни мои представи на моите ученици, нели, споделувам искуства со секоја следна генерација и тоа, нели, не прави уште поуспешни секоја година. Така, сметате ли вие дека можеби има доволно место и простор за да се види тоа што го знаат и умеат овие млади лица? Дали доволно се застапени, еве, освен овој драмски фестивал, каде се може да се види, освен оние индивидуални представи кои вие ги организирате на ваша иницијатива, дали има доволно место и простор за да се види, еве, што знаат актерите, еве, што знаат Давид како една млада личност која се потпишува како режисер? Па мислам дека треба да има повеќе такви активности, затоа што, еве, со овие представи ние покажавме дека учениците сакаат и друга активност освен учењето, нели? И тоа ги исполнува, и тоа ги прави задоволни и нас како наставници, нив како ученици, нивните родители секако. Треба да има повеќе. Ние би сакале, нели, во Куманово да имаме дури и простор за свое студио. Имаме некои планови во рамките на училиштето да направиме, нели, мала сцена на која што ние постојано ќе вежбаме и ќе можеме во текот на целата учебна година да ги репризираме предходните или да подготвуваме следни представи. Пред малку ме прашавте, нели, што се нашите планови за следната учебна година. Значи, плановите за следната учебна година се прават во септември, кога ќе ја видам јас групата, затоа што секоја година помалку се видоизменува групата, затоа што четврта година заминува, оние од прва година, нели, се вклучуваат и тогаш, нели, се состануваме и на тие состаноци ние се договараме што ќе правиме. Секогаш сакам да ги поддржам и идејата да дојде од учениците, затоа што само тогаш се тие максимално ангажирани. Никогаш не сакам да им наметнам нешто свое, иако, нели, тука сум да дадам свое мислење, како што, нели, разговаравме со Давид. Давид ми пристапи, професорке, што да биде, каков жанр, и, нели, се договаравме заеднички. Меѓутоа, идејата да дојде од самите ученици. Здравје ќе видиме во септември, ќе не следите и следната учебна година и ќе видиме со што ќе се представиме. Така, и ќе ни се пофалите секако. Секако, јас се надевам, нели, дека ќе биде исто така успешна, ако не и поуспешна, нели, од ова. Давид, матурант, завршуваш, каде ќе продолжиш понатаму? Дали можеби со ова што сега успеа да го направиш, па ќе продолжиш и понатаму да се бавиш со тоа? Па се уште немам дефинитивно одлучено, постои, не знам, сите ме поддржуваат што и да направам, посебно од моите дома, што ми доста значи, меѓутоа дилемата е во мене затоа што искрено се уште не сум доста одлучен за да знам што да изберам и како да изберам. Дали можеби мислиш дека нема доволно, еве, можеби во Македонија место за да се изразиш и да го покажеш тоа, или пак можеби ќе одиш и некаде надвор? Не, мислам дека кога би го работел тоа би сакал да почнем од тука, од кај нас, бидејќи ние имаме доста квалитетни театарски уметници, меѓутоа нема доста место каде би можеле да се покажат, така да секогаш мора да почне некој да почне да отвара нови работи и да
да почнува да се шири театарската уметност. Така да ако би работел, би почнал од тука, каде што би правил. Каде би завршил, се уште не знаеш. Еве да споменеме можеби најинтересните и најубавите моменти се некои ситуации кои се непредвидливи, кои ви се случиле на сцена. Дали Сара можеби памети некоја? Да, во Кочани кога бевме, кога ја изведував песната со која што бевме таму, кога Давид се пресоблекуваше, кога требаше да биде женско. Јас пеам една песна и се качувам на столче, но столчето отиде малку на страна и јас паднав малку, но сепак се вратив веднаш, станав и така сепак се подобри се. Можеби и поубаво изгледало тоа и неочекувано. Да. Можеби не било добро за тебе. Во Кочани имавме повеќе од таква една ситуација, затоа што нова сцена. Во театарот ја знаевме сцената, имаше неколку ризични точки, но ги знаевме. Веќе таму имавме само една проба, мислам дека имаше 4 или 5 такви слични случаи кои за малку, меѓутоа сепак се оправуваа со текот на времето. Така, сепак тоа се најинтересни, а вие како ментор, можеби и оној дел од публиката сигурно уживате и вие и се смеете, се разбира, како и сите оние кои што присуствуваат. Така, јас знам секоја нивна реплика, секој нивно движење, нели, седејќи во публиката, ги стегам палците или нели се смеам на секое нивно добро изведување или снаоѓање во дадена ситуација. Ништо од тоа, да, имаше неколку случаи, само тоа ги знаеме ние учесниците, никој од публиката ништо не забележа, дури нели изгледаше како да тоа требаше така и да се случи. Така. Веќе еве при крај сме со нашиот разговор, времето ни истекува. Јас единствено што можам да ви посакам е повторно да имате успешна година, да се реализирате на оно поле кој што сакате да успеете без разлика, еве што Сара си даде дека не сака да се бави со актерство, но сега е успешна, да имате уште многу успешни представи и да се представувате што во Куманово, што надвор од нашата земја. Така, ви благодариме нели што одвоивте простор, што не поканивте и што го поддржувате нашето работење, затоа што нели ако не е вашата покриеност за нашите награди и нашите успеси помалку ке се знае, тоа не прави горди и не мотивира следната година ветуваме да бидеме уште подобри. Така, ви благодарам и на вас двајцата што ово утро бевте со нас. Така, разговорот ни заврши, одиме на кратка музичка пауза, па се враќаме назад во студиото за да се одјавиме. Koga mene nemaš, koga mene nemaš.
Еве со оваа музичка номера го завршуваме и ова издание на утринската програма. Се надевам дека уживавте и во ова разговорот и во моите гости. Повторно ќе ви закажеме нова средба утре од 7 до 9 часот. Следете ме и утре во ново издание. Подготвуваме интересни содржини и нови гости, се разбира, за вас. Од мене толку, ви посакувам да имате убав и пријатен ден.